Го повикуваме Социјалдемократскиот сојуз конечно да расчисти самата во себе. Дали ќе го следи ова деструктивно, непринципиелно и помалку контрашко однесување на раководството, на актуелното раководство, кое што во секоја прилика се обидува да најде кочница на процесите во Република Македонија, или ќе следи некое ново, помодерно крило кое што ќе знае да прави разлика кога дневната политика е во предност, а кога националните интереси на Република Македонија треба да бидат ставени во предност. Денешното однесување на Социјалдемократскиот сојуз во кратки црти значи блокирање на закон за кој што е потребно двотретинско мнозинство, а тој закон е на патоказот, односно на европската агенда на Република Македонија. За Република Македонија да може да продолжи да ги прави чекорите кон европските интеграции во следниот период, мора да го донесе овој закон за кој што претходно сите пратенички групи во Собранието на Република Македонија беа усогласени. Негласањето и недавањето поддршка, излегувањето и уценувањето за овој закон значи блокирање на европската патека на Република Македонија. Сите празни муабети за тоа како Социјалдемократскиот сојуз има желба да ја однесе Република Македонија во Европската унија или кон НАТО денеска паднаа во вода заради тоа што блокирањето на овој закон значи блокирање на тие процеси. ВМРО, ДПМН и ДУ имаат суштински разлики по однос на законот за бранители и двете партии понатаму очигледно дека остануваат на своите ставови. Меѓутоа тоа не значи дека Социјалдемократскиот сојуз има право да ги кочи сите други закони и да не доведува во ситуација како Собрание на Република Македонија да не ги исполнуваме обврските кои што сите како политички партии ги имаме превземено пред граѓаните. Заради тоа што ВМРО ДПМН не гледа дека некоја политичка партија во Македонија на изборите доби поддршка со антиевропска реторика или антиевропска агенда. Од тука потенцираме дека сме зачудени за ваквото непринципиелно однесување на СДСМ, ги повикуваме да се вразумат и да ја разберат одговорноста која што сите ние ја носиме пред граѓаните. Личните или партиските нервози, разбирање или неразбирања треба да си ги остават сами за себе. Одговорноста ја носиме сите за да помогнеме Република Македонија да ја придвижиме кон европската агенда. Благодарам.